Министерството за економија го состави списокот на земјоделски прехранбени продукти, чии цени се очекува да паднат со донесување на законот за нефер трговски практики. На листата се вклучени 2600 производи за кои е планирано да се продаваат со ограничени маржи до 10%. Маржа до 10% ќе имаат сите видови млеко и млечни производи, вклучувајќи ги сирењето, кашкавалите, моцарелата, горгонзолата, путерот и јајцата. Исто така меѓу овие продукти замрзната маржа до 10% ќе важи и за доматите, крставиците, компирот, грашакот, бананите, мандарините, блитвата, бадемите, фастаците, урмите и кајсиите. Освен овие, на листата се наоѓаат и млекото за бебиња, како и сите пијалоци за бебиња и мали деца. Трговците нема да имаат дозвола да ставаат повисоки маржи од утврдените на скоро сите видови месо, од пилешко, свинско, мисиркино и така натаму. Што за оваа мерка мислат граѓаните? Не верувам дека ќе се намалат. Може да се зголемат за намалување тешка работа. Надаме се. Јас не верувам. Јас мисля дека ќе намалат. Не верувам душ. Не верувам. Скепсата на граѓаните е очекувана, бидејќи во изминатите години цените на основните производи на пазарот се држеа со владини одлуки, беа непазарни, а трговците речиси секогаш наоѓаа начини да се извлечат. Новата надеж и ветување дека нема да купуваме артикли кои се по цени меѓу највисоките во Европа, сега е законот за нефер трговски практики кој е во собраниска процедура. Но овој закон е нивна приказна која ќе започне 6 месеци од неговото донесување. За тој период сите инволвирани во формирањето на крајната цена меѓу себе треба да склучат договори, а трговската маржа не смее да биде поголема од 10%. Во меѓувреме, цените се оставени на трговците, а граѓаните велат дека намалување на цените нема. Напротив, има зголемување. Прилично. У некои доста добро зголемени. Над 10%. Поскапено е. Поскапено. Многу работи се поскапени. Што вие мислите? И јас мисла, ама мисли још ќе ти поскапат. А поскапено, како не?